кога шмукате топки волнени, особено кога ги шмукате топките волнени на американците, сите оние кои што ги шмукаат, треба да знаете една работа. Ниту ќе добиете фала, ниту тоа што им ги шмукате топките волнени ќе ви биде вратено со добро, затоа што прва работа, за американците не постојат вечни сојузници, туку вечни интереси. Особено ако сте мал, најпаметно, најмудро е да не им ги шмукате топките волнени. Јас нема да се правам многу мудар, така да ќе цитирам само една многу позната мисла, токму на американец, еден од најголемите, најпознатите американски дипломати на сите времења, Кисинџер. И треба ова да ви биде поука на сите вас, слепи послушници на американската политика на државен тероризам, која што ја применуваат врз суверени народи, и нека ви биде поука и она што ќе ви го кажам после таа мисла на тој познат дипломат, да намалите малку, да тргнете ногата од гасот при искажување на вашата емотивна врзаност, да ги припитомите вашите љубовни искри што ги имате кон американската, за власта на Соединетите Американски држави. Хенри Кисинџер, тоа е негова една од најпознатите мисли политички, кои што најдобро ги има артикулирано, вака рекол: ако сте им непријател на Соединетите Американски држави, значи, ако сте им непријател на Соединетите Американски држави, тоа е многу опасно. Но, ако сте им пријател на Соединетите Американски држави, тоа е смртоносно. Ова ќе го подкрепам. Оваа негова мисла, прецизноста на оваа негова мисла, ќе ја подкрепам со она што сега се случува на Средниот Исток. Знаете зошто Иран удри на соседните му држави од Персискиот залив со таква огромна моќ? Знаете зошто ја погоди секоја можна американска база во тие држави? Знаете зошто се нападнати? Знаете зошто ноќеска, тоест вчера, гореше црната круна на Саудиска Арабија, рафинеријата Арамко? Затоа што овие држави дозволија на нивна територија Соединетите држави да направат воени бази. Ова што сега ќе го кажам, ќе ме подкрепи секој стручњак од таа област, а ќе ви кажам, држава која дозволила странска друга држава на нејзина територија да воспостави воена база, во истата секунда го губи целосно својот суверенитет и станува безгласна буква во меѓународните односи, тоест прави се онака како што ќе им кажат тие од таа странска земја кои што им ја направиле амбасадата кај ни, овај војната база кај нив дома. Во случајов тоа се американците, така што сите овие земји, да ви преведам, Катар, Оман, Саудиска Арабија, Емирати, сите се тие, просто кажано, вазали на Соединетите Американски држави. И сега што се случи? Иран ги нападна без пардон, жестоко,
со адреналин 300, затоа што си ја спасуваат својата татковина, си ги спасуваат своите животи. Тие веќе не калкулираат. Тоа готово заврши, ќе ви кажам малце попосле зошто. Што се случи ноќеска. Значи Иран ги нападна со огромна сила државите во Персискиот залив. Во меѓувреме го затвори Ормускиот Мореус или премин, ги ракетира танкерите со нафта што ќе се обидат да поминат, значи тона танкери со нафта. Ги уништува сателитските телекомуникацијски системи на американците вредни преку милиарда и кусур долари во овие земји како Кувајт, Мувајт, Катар, Матар и така натаму и така натаму. Значи, ракетира на нивна територија. А одговор од тие земји како нападнати кон Иран нема. Зошто? Затоа што се свесни доволно искуствено збогатени од минатото и доволно оправдан им е стравот да веруваат дека ако тие тргнат на Иран, дека може би следната секунда оној Кловнон ќе се предомисли и ќе се повлече од целата таа калакурница што ја создаде и ќе ги остави на милост и немилост на една таква суперсила како што Иран. Затоа не напаѓаат. Затоа се вазали. И сега американците и израелците прават се, не знам, операции со лажни знаменциња, она false flags и така натаму, како да ги испровоцираат овие нивни вазали да тргнат евентуално со војска кон Иран, што е се граничи со научна фантастика. Ако го сите, мислам, треба да име на сите јасно дека го направат тоа ќе биде самоубиствен напад. Ова што сега ви го кажав, нека биде поука за сите наши власти во иднина, сегашната во иднина. Немојте да садите тикви со ѓаволот. И ако преговарате, и ако сте во добри односи, имајте дел, барем 2 сантима празно до плафонот, простор за отстапување за одредени работи. Им дадете ли конкретно на американците да ви направат база овдека, ви истиот момент не сте повеќе држава. Затоа уште еден апел до стравствените заљубеници во американската надворешна политика, во начинот на водење на политиката на овој клов, малце да тргнат ногата од гасот. Затоа што излегуваат смешни, а нема потреба да излегуваат смешни ако не познаваат многу работи. Па не познаат човек многу работи, тоа си ќути. Ја рецимо 5 пати се размислив дали да ја направам оваа анализа сега. Анализа. Пак тоа звучи претенциозно. Џоми ти ја нешто сега воен аналитичар, курс се треси уладна. Но, ајде да кажеме анализа, 5 пати се размислив затоа што видов, сватив дека сега секој станува воен аналитичар. Поготово вие што живеат нашиве во Катар, Матар, Патар, све од прв до последен, тоа мислиш све на Вест Поинт у Америка имаат завршено. Такви тоа анализи се даваат. Имаше до душе една со
пластични бузи, наша плава еднакво воштана фигура, ја гледа вчера некој ја постирал. Тај у Дубај битно. Вика ништо, дека не сум приметила ништо, ама нешто не ни даваат дома да сидеме, на аеродромот нешто е затворено, ништо бевде мирно, ништо не сум приметила, со бузите толку е. Не подмачкани, мислам, уште беа, пошто изгледа шиициве се избегани, нема кој да ги подмачка. Нема веќе, ајде да не јадам кофе. Да останам у рамките на сериозноста. До 4-5 сабајле пратев телеграми, мелеграми, разни работи. Ноќеска, она што Иран го направи. Нека ви биде уште еден демант на сите што верувате во супер силата на стриповскиот Хулк Хоган, а уствари и тој другиот неговиот помал брат, кој што уствари изгледа ни приближно не се онака силни како што останале врежени у нашите сеќавања од пред 50, 60, 70 години. Ноќеска Иран изведе 3 бранови напади на Тел Авив. Железната купола трокираше, колабираше. Ни стрелата на Јерихон, ни Давидовата прачка, ни железната купола, све отиде у курац. Штетите што ноќеска ги претрпе Тел Авив, ги нема претрпено во неговата историја од како постои. Зошто? Затоа што Иран изведи еден од главните адути на маса. Го изведи таклавас од вака. Баб на маса го стаи. 35 сантима. Или во превод, Иран вчера ракетираше со Фатах 2. Како? Не само што Тел Авив е во пламен, туку и разни други фортификацијски, појма немам како да ги кажам, објекти, воени, штабови, мабови, како што реков, телекомуникацијски системи, сателитски, беа гаѓани со Фатах 2. Иран почна да го сериозно да го операционализира она што го побара мулите со таа фатвата што ја кажа и со она истакнување на црвеното знамено од маздата на едно од џамиите во Техеран. Тоа се такви удари, тоа е таква моćна ракета. Вчера тоа ги гледав за тоа до 5 сабајле. Оти пазете, на цела оваква што има забрана на информации, кога се работи за губитоците на Америка и Израел со незините вазали, значи има луѓе известуваат и од лице место. Имаше новинари во Тел Авив и не знам обични луѓе, кои што упаќаа апели до нивниот лидер, до Бенџо, го молеа да го прекине страдањето и пеколот во кој што упаднаа вчера жителите на Тел Авив и на Ерусалем. Ерусалем е гајан со ракети. Нормално, иранците не се идиоти
не ги гаѓаат тие битни места за трите религии, цивилизацијски топоними, символи на трите религии, но со тоа што го гаѓа Ерусалем им пратија јасна порака на израелците на цел свет, ве имаме кога сакаме и каде сакаме. Ве имаме на нишан, не може да побегнете од нас. Како се случи оној колапс вчера на железната купола, после која веднаш излегоа незините изведувачи, конструктори, Патриот системите исто колабира, купени од одредени одредена компанија за воена индустрија во Америка за многу милиарди. Знаете што им беше официјалниот став са Бајле, кога колабираше железната купола и Патриот антиракетниот систем? Им беше, ке ги рекалибрираме. Демек, утнавме со калибрирање, во више оддамна не се калибрирани, ке ги рекалибрираме. Тоа знаете што значи во дипломатски речник, тоа знаете како, тоа е еуфемизам што значи? Тоа е еуфемизам, ке ги рекалибрираме, во превод значи јебика, не можевме да ги сопреме иранските ракети Фатах 2. И тогаш излегува. После оваа изјава на овие што сакаат да рекалибрираат и да ги адаптираат радарските системи, одамна не им биле адаптирани. Да ги калибрираат. Искача еден тип, иранец, униформа убава, така песочна боја, некој висок беше изгледа, млад човек, релативно 40 и кусур години, таков белтен, не беше она класичен или она. И искача на прес и вика, дечки, ние која конструиравме Фатах 2, ние ја конструиравме со таа намера да ви ги бутне, да ви ја бутне способноста на Патриот ракетниот систем и да ја посрамоти железната купола. Со таа намера биле конструирани Фатах 2. Вика, не се чудете, вика, што па ние затоа ги конструиравме, за да ги поебеме вашите најсовремени антиракетни системи и орудија. Кловно еден. Најде да се рчкаш со персијанците, најде да се рчкаш со оние што шахот го измислија, како игра. Каков палјачо, каква смејурија. Се рчнавте со нацијата, со народот, кој што го измисли шахот како игра. Мора да сте ненормални. Држава која постои 300 години и кусур, дрзна да нападне друга древна држава која постои не знам колку векови и која што го измисли шахот и тргна да ја освојува со таква ароганција, со таква лажна самоубеденост, дека ќе ги реши, дека ќе ја победи за, како рече, кловнат за 7 дена. Па сега го зголеми периодот на решавање на проблемот на 4 до 5 недели. 4 до 5 недели. Дал си ти нормален, бе, дечко? Израел нема да издржи вакви ракетирање уште 2 недели, а не 4-5 недели.
Видовте како се преигравте со државниот ваш спроведен тероризам, убиството на символот, еден од символите на исламската иранска револуција, еден од символите на верата во Иран. Оти тој не беше само политички и верски, туку и политички водач и символ на нивната вера. Хамнеи. Плюс тоа го направивте маченик така што го убивте во ракетен напад. Дали некој, не можам просто да поверувам, се работи за Америка. Таму има многу, за Соединетите Американски држави, таму има многу паметни луѓе, професори, доктори на науки, што учат поима, неам, светски религии, значи, символизам, имболизам, поима немам што, етнологии, метнологии, 300 чуда, геополитика, меѓународна политика. Просто е неверојатно да ниеден докловнот не се нашол паметен да му каже slow down, Mr. President. Ако го убиеш Хамнеи, правиш голема грешка. Зашо Хамнеи ти порача пред некој ден дека нема намера ни да се крие. Човекот јавно си рече: јас немам намера да се кријам од било кого. Јас имам 86 години, јас сум болен, јас морам да покажам до мојот крај, со мојот живот и дела, дека сум со народот. Верувањето на шиитите го кажа и на Куранот Аллах вика: нека биде како што сака Аллах. Мојата судбина е во рацете на Аллах. Ја не се плаша. Што да се плаши човек на 86 години болен од канцер и кој што поминал све и свашта у животот. Еден да не се најде советник таму да му каже: чекај бе, овој му е целта да стане маченик. Со тоа да го сплоти уште повеќе иранскиот народ во давањето отпор. Што се случи? Дечки, у Иран живеат од 90 милиони луѓе, 60 милиони или преку 60 милиони се шиити. Како, на кој начин планиравте да ја смените нивната влада од воздух со тоа што ќе ги ракетирате? Нонсенс! Ако ти не употребиш копнена војска физички да ја освоиш таа територија. Која територија? Поголема од Европа. Каква територија? Непристапна е од морето, натака од Персискиот залив, тоа се планини високи по 5000 метри. Од кај ќе влезе војска? Како ќе стигнете? Сега веќе со сигурност може да се каже. Не е тоа предпоставка. Нели ги оствари целите американско-израелската коалиција, што ги има наводно зацртано смена на режимот во Иран, што е mission impossible, тоа им го каже министерот за надворешни работи на Иран. Но, ако не ја оствари у наредни 3 дена, со нив е готово. Оние губат војната. А Израел ќе се најде во многу непријатна состојба. И сега ќе ви употребам еден термин, иако не ќе да се правам многу паметен, но
така, ми кажувале, блиски, сум читал. Израел ќе се најде во една многу непријатна ситуација. Затоа што Израел како држава нема стратегиска длабочина. Тоа значи дека тоа тесен појас, неговата територија е мала и он при континуирани атаци, напади, едноставно нема каде да отстапи. Не може да направи стратегиско отстапување или тактичко, при тоа да отстапи дел од територија на агресорот, за да се фокусира на одбрана на еден друг одреден дел, како би подготвил контранапад, пример како што направија советите или русите кога беа нападнати од нацистите Барбароса и кога ги пуштија да им дојат дури до Сталинград и до Москва. Па потоа се случи тоа што се случи, па ги мава клоци до Берлин и ме баа мајката таму. Затоа Израел до сега сите војни ги има водено кратко, али ебитачно. 7 дена, 12 дена. Знаат, немаат стратегиска длабочина, нема, ако ја пролонгираат војната, ако не ја обмислат добро, да ја завршат за 7, 10, 12, 15 дена, им се еба мамата. Нема каде они да се повлекуваат да бегаат при агресија на голема армада. И сега, што? Во врска со Америка и Израел. Кур од овца. Да бидам малку несериозен и онака у мој стил вулгарен. Ете тоа сакав да ви кажам генерално. Веќе 12 држави се на некој начин нападнати од Иран. Значи сами една држава на која што оној кловнот бизнисмен постојано и се подсмеваше и за која што збореше дека ќе ја реши со 2 клоци у гъс, фактички војува сама против 12 држави, меѓу кои едни од најмоќните нуклеарни сили, Америка и Израел. Од вчера, не знам дали е тоа точно, не ми е потврдено, Британија му објави војна на Иран. Франција го правти својот носач на авиони Шарл де Гол, тамо некаде Индиски океан го прати у близина на Персиски залив итн. Иако вчера имаше жесток дуел во британскиот парламент, кај што иако им беше нападната базата на Кипар, пазете, веќе тоа нападната Европската Унија. Пазете до каде може да стигнат. И тој британски, не знам шо е тој тамо сега, некој висок беше тамо званичник, овакво. Значи, уште вчера не се осудуваше, вика, се обидуваше да прати порака на Иран, демек, луѓе, ние не учествуваме во овие напади на Израел и Америка, ние сме ван тоа. Фактички им се правдаше. И почна во парламентот во Британија да го свирка, да му икаат и после мислам, не знам ако е ова точно, не ми е проверено, не ми е проверено дека Британија му објавила војна на Иран. Значи ова не ми е проверено. Океј. Од Техеран до базата британска во Кипар 1650 километри ја кекнаа со дронови. Шахид. Тој дрон Шахид лета 2600 до 2800 километри. Значи, бон стил и нешто мало више горе стига без проблем.
А една од причините зашо колабираше железната купола у Тел Авив со сите системи, со целиот тој трослен систем, Ерихонова стрела, не знам, Давидова прачка и Айрон Дум, колабираше затоа што иранците пред да удри Фатах 2 ракетата праќаа грозд, огромни гроздови од дронови, по 60-80 дрона, кои ще оптеретува железната купола, одбранбениот овој антиракетниот систем, ќе го оптеретеа, тоа се гледа на снимки, можете да видите, овие маваат по дронове, не може да ги пофаќаат сите, пошто 60-80, појма немам, у гроздот колку се, и таман ќе ја испразнат канонадата, нели што имаат, и тогаш го гледаш долетува Фатахот така вертикално одгоре. И тоа прави огнена бура тука. Видете ги снимките што се случува Фатах 2 кој ќе рокне вака под прав агол од озгора. Со 15 маха брзина. Три 10 олимписки базени вака прави у дубина и у ширина. Ете тоа и Европската унија нека му ја мисли у каква ситуација се доведе сега кога горат рафинериите во Персискиот залив, кај сунитскиве цареви емири, како се викаат шеици куротресини, кај остана без рускиот газ, сега останува и без нафтата од Персискиот залив. Европска унија многу долго време ви кажувам какви куротресини се тие. И ние уште трчаме да им влеземе у положение да направиме истата грешка како што ја прават оние вазалина на Америка у Персискиот залив. Да, фино е можда од почеток, е супер, топе, гзов док пулсира као медуза е топ, док е добро подмачкан. Кој ќе го стават на суво утре, шо правиме? Шо правиме ако сам не си направиш самоодржлив систем за опстанок, за функционирање? Ке те остават кога тогаш на цедило. Сега седете вака од страна, гледате циркузи. Ем немаат плин од Путин, ем немаат нафта од Персиски залив. Трчаат, молат сега, кумат, аман заман решење за... Нема решење за вас. Сега допрва мечката ќе заигра ке нив, кој ќе дојдат уште 100.000 бегалци од она што се случува на Средниот Исток, што е запален, што гори како кибритче сега. Кој ќе дојдат 100.000, пошто они не идат на баци рака на клањање у Америка. Не бе, они си доаѓаат по некоја утврдена рута у Европа. Тука ќе ебат мамата. А шо правиме со прогласениот джихад? Уствари, они прогласиот джихад, ама уште нема црно знаме на џамијата. Кој ќе има црно знаме, тоа значи джихад. Сега е одмазна. Retaliation. Абе, со персици најдовте да си имате работа. Персија, Тоа била империја у античко време. Само овој нашиот можел да ги сјебе. Александар Македонски и мева мамата. Инат го фатило македонска работа.
му проработил чирот и го историл бесот на нив. А Дари трети. Ја би имевал мајка. Кој беше тој там? Дари трети ли беше? И ние со една таква структура, со едни такви антички гени, не можеме, барем поединци од нас, не можат да сватат дека не треба да се клањаат на вчерашни народи. Овде која сме правиле фрески пред тоа векови кога Александар освојувал цивилизации најнапредни во тоа време. Овие сега што се нарекуваат Европска унија живееле у пештери, јаделе сирово месо и се јаделе меѓу себе. Кој ќе едниве од еднава пештера ги нападнат другиве од другава пештера, кој ќе ги фатат, на ражен ги ставале и ги вртеле. Као да се мечки и дивли свињи. И диви крави, да не ги забораваме, дививе крави ми се коњак у последно време. И ние не смееме да си дозволиме да бидеме вазали кон никој, без разлика што сме мали. Мора да си зачуваме дел од сувереноста, од достоинство, тоа да си го зачуваме своето јас. А не да трчаме по секој гъс како шлакнати. Затоа што мислиме дека тој гъс нашите како стратешки партнери, куров ми стратешки партнери. На прва кривина кој ќе треба ќе те жртвуваат као кикирика, вака. Као опушок од цигара ќе те фрлат. На прва кривина. Го кажувате примерот за албанците толку години што беа снисходливи ко американците што све добија Косово, Мосово, мртно. Чекајте, рано е зимата. Допрва ќе платат тешка цена за нивното вазалство. Допрва ќе бидат оставани на цедило. Полека, рано им е зимата нив. Цената ко си вазал некому толку моќен, толку надмоќен на тебе, има да си ја платиш. Не е ова за ситење дека, но цената е голема. Сега видовте колку е таа голема цена, кога земјите од Персискиот залив ја плаќаат заради своето вазалство кон Америка. И тамо се нашол некој паметен веројатно, и у Катар, и у Емирати, и у Кувајт, и вика, чекајте, не, они не напаѓаат Иран со ракети, немој случајно војна да им објавиме. Зато што овие мериви утре ќе не остаат на цедуло, ќе се заминат ко Афганистан, што остаја ко Ирак, што го остаја ко све. Ќе мамата ќе ни ебе Иран. Камен на камен нема да остане овде. Ако ме свативте што сакам да кажам, доста овака збора. Ајде се гледаме, чао.